Во наредните неколку минути ќе зборуваме со човек кој што во потекло е од Битола, меѓутоа ни се јавува директно од Оман. Зборуваме со Ристо Димитров Чурино. Добро утро. Добро утро. Господине Димитров, ајде за оние кои што не знаат, еве сега ве запознаваат, да слушнат зошто токму од Оман. Имено овие божикни празници за вас беа уште, нели, како да речам, подобри, затоа што добивте едно специјално признание во Оман. Станавте представник на еден од гувернатите во една од боречките дисциплини. Ајде малку поопширно од вас, директно. Прво, добро утро и фала за поканата за учество во вашата емисија. Голем поздрав до сите во студиото и за сите ваши гледачи. Веќе 4 години јас живеам и работам тука во Оман. Работам за едно од најголемите боречки франшизи, UFC Gym. Тука сум веќе година и нешто и главен тренер. Тука дојдов по покана на UFC за да отвориме првата сала за мешани боречки вештини овде. Како пионери тука почнавме и со нашето присуство тука на спортски план добив и покана да станам представник за еден од најголемите и најпознатите традиционални спортови тука, Алмо Кабасах, кој е традиционален омански спорт и моментално владата се обидува да го промовира како чист омански производ на национално ниво. Се работи за древна дисциплина или? Да, моментално се работи за дисциплина која е од 18 или 19 век, која се практикува претежно во јужниот дел на Оман и во делови на Јемен. Во северниот дел на Оман сега се пробува да се популаризира и да се представи како спорт на национално ниво. Алмо Кабасах, тоа е нешто слично на борењето. Пошто е најслична оваа дисциплина? Како се практикува? Дали треба да се започне со оваа дисциплина уште од како нели со борењето и со останатите такви дисциплини, боксот, кикбоксот, нели се стартува во порана возраст, па се развиваат некакви вештини? Како се разликува токму ова Алмо Кабасах? Алмо Кабасах е вештина која ја практикуваат оманците уште од мали нозе. Еден вид на не насилно надпреварување меѓу децата, значи почнуваат од најмали нозе, како да е традиционално борење кое се започнува со држење за појас и е многу слично на џудото. Значи луѓето тука се раѓаат, децата се раѓаат гледајќи и учејќи ова вештина и практикувајќи на посебни на семејни веселби, на национални празници, на верски празници ја практикуваат како еден вид такмичење меѓу децата и мажите, посебно за машките деца, пошто овде сме ние сепак во муслиманска земја и на женските нему е некои работи дозволено. Значи машките еден вид на такмичење за секој некој поголем празник или некој јубилеј го практикуваат. Значи тие се раѓаат со ова вештина. Традиционално, ако ги врзам барем со нешто слично што постои, има ли некакви сличности со пеливаните во Македонија? Па да, има многу сличности, затоа што и пеливаните многу пати често почнуваат со држење за појас, или за половината. Тука исто и така почнува и твојата цел во овој спорт е да го донесиш твојот противник на земја, исто како и во пеливаните и во борењето. И е веќе ова вештина е веќе членка на Светската асоцијација на традиционални спортови. Скапо ли е да се практикува овој спорт? Не, овој спорт да се практикува е многу ефтино, само ти треба добар тренер. Тука веќе државата вложува многу во младината и затоа се буквално кои сакаат да го практикуваат овој спорт или многу други спортови како теквондо, карате и други спортови, овде државата ги финансира, ги дава салите на располагање, ги плаќа тренерите, а учениците минимално некои само плаќаат дел од опремата и тоа е тоа.
Господин Димитров, читам деновиве дека, тоа е за мене ново, веројатно за вас можеби и не е ново, дека Олимписките игри нема да го имаат веќе борењето на својот официјален список на спортови. Како ви делува таа вест, бидејќи од друга страна пак боксот е се уште таму, иако до душе доби жолт картон минатата година, ако не се лажам, бидејќи и него го спремаат за излегување од олимпискиот список. Заслужува ли борењето, затоа што каратето сега станува нов олимписки спорт, ќе поразговараме и со нашиот следен гостин за тоа повеќе. Заслужува ли борењето да биде на листата на олимписки спортови? Се подразби дека заслужува борењето. Борењето е еден од најстарите спортови и дури во античкото време се практикуваше на Олимписките игри. Тоа е исто како да земиш еден од круговите од знамето на Олимписките спортови. Значи тоа е една основа. Боксот, каратето, џудото, борењето, тие се кој го создадоа Олимпискиот спорт и Олимписките игри. Значи за мене не виде нонсенс да одземиш борењето како еден од најстарите спортови во светот воопшто, а да не зборувам и за античките олимписки игри. Значи вклучуваат некој скейтинг или не знам како, или не знам без разлика е теквондото како понова вештина, али борењето не сме да се тргне. Господине Димитров, конкретно со ова признание на гувернатот Мускат, што ви се вашите обврски во Оман во моментов? Моментално со признанието, јас сум втор човек во асоциацијата. Гувернатот Мускат е еден од најголемите гувернати и е главен гувернат тука во Оман. Главното седиште на организацијата е во јужниот дел на земјата во градот Салала или во Дофар гувернатот. Значи јас практично сум втор човек. Се што ќе одлучи председателот, само со моје одобрение може да се организира на кој било место во државата, а и 90% сега од такмичењата и од надпреварите и од тренизите ќе се одржуваат кај мене во салата и организирани од мене. Тука е најголемиот дел на... Да, сакам да ја прашам дали можат нашите овде да ви искористат во својството во кое што сте во Оман, бидејќи секако дека може да биде само од бенефит таква една соработка. Тоа што сте во Оман и што ги имате тие линкови и тие обврски, дали може некако да се искористат во кај нас? Секако дека може да се искористат. Значи, Султанатот Оман вложува многу пари и многу време за тоа да се популаризира овој спорт. Значи, соработката меѓу двете земји на спортски план можеме да направиме конекција со една од најбогатите земји во светот, меѓу Македонија и Султанатот Оман. Тоа ќе биде одличен бенефит за двете земји, а посебно за Република Македонија, затоа што ќе имате една од најбогатите земји како пријателска земја, како конекција директно, и тие несебично вложуваат и како ги поддржуваат своите пријатели. Значи, огромен бенефит за нашата земја може да биде. Така, бидејќи претпоставувам дека една од обврските кое што ако не гувернатот, можеби самите сте си ја поставиле, да го популаризирате, како што рековте, нели, и спортот надвор од Оман. Една од примарните цели на асоциацијата е популаризирање на спортот, но исто така и популаризирање на оманската традиција и култура, затоа што овој спорт е длабоко врежан во оманската традиција и култура. Едно од задачите кои ми ги поставија и кои јас самиот си ги поставив е популаризација на тие простори каде на Балканот, каде имам големи врски од мојата спортско минато, популаризирање на спорт и популаризирање на оманската традиција и култура, која тие длабоко се борат за популаризирање на традицијата и културата во Европа. Така. Господин Димитров, ќе ви се заблагодарам за учеството во утрински брифинг, ќе ви се заблагодарам и за одвоеното време што од Оман ни се јавувате во моментов. Таму во колку е часот? Таму е 11 часот некаде, ако не се лажам.
Да, овде е веќе 11:25. Добро, три часа понапред од Република Македонија. Ве фативме во едно поубаво време. Расонец сте веќе, сте го испиле кафето сигурно. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш и ви посакувам дали во Битола, дали во Скопје, дали во било кој друг град во Македонија да го донесете овој спорт, да се практикува и кај нас, секако тоа би било само од полза и не само за Македонија, туку секако и за Оман. Ви благодарам што за вашата покана во вашата емисија, ми беше чест. Се надевам, како што реков, дека овие ќе популаризираме и другите спортови во Република Македонија и надвор од неа, исто и за овој спорт во Република Македонија и околу Европа, како што реков пред тоа, ќе биде само бенефит за сите нас. Чаловски, голем поздрав до сите, поздрав до вашите слушатели. Благодариме. И гледаме во Македонија. Благодариме, господине Димитров. Чаловски, морам да кажам дека откако ја воведовме оваа постојана рубрика секој утро во утренски брифинг со разни спортисти, некако и на луѓето кои што како мене не ни е спортот во фокусот на секојдневното, да кажем, внимание и интерес и така натаму, ми доаѓаат многу интересни луѓе со интересни биографии, со интересни спортови, со интересни, како да кажем, професионални занимации. Кажам и јас се изненадувам. Еве и господин Димитров, кога инаку би дознале дека во Оман наш човек се занимава со најстариот таму спорт и нивната традиција и така натаму. Така, особено што тој пак вели дека нели втор човек постан претседателот на неверојатни, како да кажам, некакви приказни од светот и од дома се разбира, кои што морам да кажам на еден многу убав начин го заокружуваат ова наше утринско брифирање.